Почитувани присутни, јас сум Марија Талеска. Ученичка сум во 9-то одделение од Основното општинско училиште Климент Охридски во Прилеп. Денес ќе ви ја представам книгата Госпогица Черити од авторката Мари од Мирај. Но пред да започнам, сакам да ве прашам нешто. Дали некогаш сте се почувствувале дека сте поразлични од другите? Дека светот околу вас има подготвен план за вашиот живот, а вашето срце ви шепоти нешто сосема друго. Токму за тоа ни зборува романот Госпогица Черити. За храброста да се остане верен на себе си во општеството кое што бара прилагодување под неговите правила. Во викторијанска Англија од девојките се очекувало да бидат тивки, послушни и воспитани. Да носат убави фустани, да одат на забави и еден ден да се омажат. Но никој не ја прашувал Черити што сака таа. Никој не ја прашувал за незините соништа. Колку повеќе растела, таа толку повеќе чувствувала дека не припаѓа во општеството кое што другите го избрале за неа. Но наместо да се откаже, таа уште повеќе се држела до она што го сака. Додека другите спиеле, таа цртала. Додека другите ја осудувале, таа учела. Додека другите и велеле дека не може, таа тивко докажувала дека може. И токму тука јас почнав најмногу да ја се восхитувам. Затоа што нејзината најголема борба не е против некој непријател. Нејзината најголема борба е да остане верна на себе си. А тоа е борба што сите ја водиме. Секој од нас барем еднаш слушнал: не можеш, не си доволно добар. Тоа не е за тебе. Биди како другите. И колку е лесно само човек да се откаже од својот сон, кога постојано ги слуша тие зборови. Но Черити не се откажува. Токму тогаш, кога и се чини дека се оди напред, животот ја става пред најголемото искушение. Пред неа стојат два пата. Едниот е сигурен. Пат кој е удобен, прифатен и одобрен од општеството. Другиот е неизвесен. Но тоа е патот на незините соништа. Патот на слободата. Патот на вистинската Черити. И тогаш таа мора да донесе одлука. Одлука што ќе покаже дали ќе живее живот што другите го избрале за неа, или живот што самата ќе го создаде. И токму таму, на границата меѓу стравот и храброста, меѓу сигурноста и сонот, јас го завршувам моето раскажување. Затоа што одговорот на ова прашање не сакам да ви го открием јас. Сакам да ви го открие книгата. Ви благодарам.